Почитувани гледачи, добар ден. Време е за очи во очи по кратката пауза за време на викендот, прво издание за оваа контактна емисија за оваа работна недела. Верувам дека со внимание ги следевте деневните изданија на вестите во текот на викендот, сте актуелни со состојбата во државата, политичката состојба, економската, секако и сето она што се случува во државата и надвор од Македонија и очекувате тема на која што денеска ќе може да го кажете вашето мислење на нашите две телефонски линии кои што веќе добро ги знаете 0260919924 0260919925. Тоа е она што добро го знаете, меѓутоа ете да ја откриеме и темата на која што денеска ќе разговараме. Дали случајот Мак Петрол може да влијае и врз продолбочување на политичката криза? Е тема на која што денеска ќе ги очекувам вашите мислења, меѓутоа пред да започнеме со вашите јавувања на нашите телефонски линии, да го проследиме прилогот кој што колегата Мишко Иванов го подготви за Централниот деневник во 17 часот. Рафинеријата Окто од денеска прекина да го снабдува Мак Петрол со нафтени деривати. Од компанијата во своето кусо соопштение ја потврдија веста. Окта не го прекинува договорот за снабдување со Мак Петрол, туку само привремено го суспендира снабдувањето додека не биде нормализирана состојбата со банкарската сметка на компанијата. Велат од Окта. Кризата со најголемата домашна нафтена компанија Мак Петрол се продлабочи откако МВР во четвртокот поднесе кривична пријава против првиот човек на компанијата Андрија Јосифовски и уште 20 други лица од Мак Петрол, од Централниот депозитар за хартија од вредност и Комисијата за хартија од вредност. Полицијата ги сомничи за незаконско прелевање на капитал од акционерското друштво Мак Петрол во командитното друштво со акции Оилко. Според информациите на бензинските станици на Мак Петрол, кои сочинуваат 60% од пазарот во земјава, има залики на нафтени деривати доволни само за уште неколку дена. Некои од медиумите анализираат дека земјава може да влезе во енергетска криза, затоа што училишта, болници, аеродроми и енергетски капацитети може да останат без неопходните енергенси доколку ваквата состојба потрае. Случајот со Мак Петрол предизвика лавина од реакции. Домашната експертска јавност прашува зошто институциите чекаат толку долго за да во овој момент поднесат кривична пријава, кога случајот се однесува на действија од 2006-2007 година. Дел од аналитичарите кривичната пријава против Јосифовски ја толкуваат и како притисок врз Телма телевизија, чиј собственик е Мак Петрол. Дали случајот Мак Петрол може да влијае и врз продлабочување на политичката криза? Тоа беше прилогот на колегата Мишко Иванов, а ние започнуваме со вашите јавувања на нашите две телефонски линии. Дали веќе имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Па, што да ви кажам? Оваа криза со Мак Петрол може да направи тектонски пореметувања во целата земја, како на економски, така на политички план. Затоа предметот е од 2006-2007. До сега не можеше да се извади тој проблем и да се реши на било кој начин. Не викам кој е крив, кој е прав. На било кој начин да се реши. Сега, кога дојдовме во оваа ситуација со изборите во април, со договорот во Пржино, и ова капак беше на се. Мислам дека не беше време, моментално ова сега требаше предупредување, ама не на ваков начин. Благодарам за отстапеното време. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Денеска тема на разговор, случајот Мак Петрол, може ли овој случај да влијае и врз продлабочување на политичката криза? Ги очекуваме вашите мислења до некаде малку пред почетокот на Централниот деневник во 17 часот. Кого имаме на линија? Добар ден. Добар ден. Марина, те поздравува Цетка Лоза од Куманово. Поздрав и до вас. Благодарам. Ова политичка криза не е неизбежна. Ова вака се направи со А1, па сега и со Мак Петров. Им спречи телевизија Телма. Знаеме зашто им пречи. Ако власта е толку чиста, немаше Груевски да формира, мислам, ова странските овие медијатори, немаше да формираат јавен обвинител. Значи,
тука се види чистината на премиерот. И да не се плетка во овие работи, затоа што граѓаните се веќе будни, се разбудивме многу. Толку ве поздравувам многу, а на Мак Петрол му посакувам да истрае. И ова ќе помине. Хајде, поздрав. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме со следниот гледач? Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Од Велес јавувам да ме поздравам за емисија во очи, многу дискутилна. И дали случајот Мак Петрол може да влие, ја мислам дека сето ова е направено тенденциозно од страна на владата, затоа што знаа дека Мак Петрол е еден од поголемите финансиери на СДСМ, а исто и телевизиската куќа Телма е под нивно влијание и сега за да може да ги придобијат медиумите, го прават тоа после 10 години. А ако испадне законски дека после 10 години секој дело застарува, а не треба да се обновува, значи се е ова тенденциозно направено и мислам дека владата не се држи до договорите од пржина и од приве што ги дава, само нашиот народ е крив што ќути и што трае цело време и ги остават политичарите сами да решаваат. Не толку фала. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Па видите дека ова ќе предизвика некои тектонски пореметувања во политичките односи во државата или ќе направи политичка криза, нема врска, затоа што ова е веќе прочитана работа, се знае што е целта и што е. Дали е прашање Телма или циркузот околу гасоводот и превземање на тие 50% од активи на гасоводот, ќе покаже времето. Меѓутоа се поставува прашањето кој ќе плаќа штетата, како за Космос и за Мак Петрол, некој ќе мора да надомести штетата. Дека раководството на Мак Петрол е толку наивно за да дозволи да така лесно некој го обработува за, мислам дека не е, дека дали имало криминал ќе си покаже времето. Меѓутоа ме чуди како експресно реакција институциите, судот и се останато, а во исто време во државата имате низа сумнителни превземања на фирми и предпријатија, обвинителството не реагира. Па имаме тука и систем околу злоупотреба на овие субвенциите и за тоа се збори, за тоа се молчи. Се годинаш искочи во прашање Мак Петрол, така да мислам дека времето ќе покаже што е како што рече претходникот, овој предмет за година дена застарува, така ќе искочи како Македонска банка и димало криминал застарело, како веќе димало кривично дело немало кривично дело, ама и димало кривично дело застарело, така и ова ќе искочи. Сега ова ми се чини обид да се чари, не се да се чари, не е да се рачисти, ако имало криминал, не е да се рачисти, ама реков, тоа ќе покаже времето. Битно е кој ќе плаќа штетата, одека ќе има штета, да знаете. И некој ќе треба да зова дебело да го одврзе кезето после да плаќа. Дали ќе плати ујупа затоа што треба да вратим парите, али мислам дека народот пак ќе биде тој што ќе изгуби, што ќе плати. Толку пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Дали случајот Мак Петрол може да влие и врз продолбочувањето на политичката криза е темата на која што денеска ги очекуваме вашите јавувања до крајот на очи во очи на нашите веќе две добро познати телефонски линии. Кого веќе имаме на линија? Добар ден. Петар Христовски Пепи, колешке. Мартина, вие сте? Сања Савеска денеска со вас. Пак Сања, пак деска, па добро честите, здравје и ти. Повелете. Као у Петар се рекол, фала. Ова све е игра глума. И ќе му дава окта на Мак Петрол и све глума да заборави народот на договорите овие што нема да успеат. По моje мислење, што вика господинот Шакири, мојот син на мојот колега од МТО Хисе Шакири, кој е почел кој беше уредник, веќе човека нема народ трпи, затоа ништо не се десава после сите овие бомби. Дури по мојем ќе си има нафта, сите погони ќе си има, и Мак Петрол и ова и Сегдека и Парно и таму и не знам што. Ова е игра, глума. Дури сумјам и дека ќе има избори. Ќе нема. Ќе се остане ова власт. Зато народот чути, нема да се избери обвинител, нема да се избери комисија, нема да се избери ништо, ќе се одруговлачи, дури СДС ќе искочи од парламент и пак ќе се остани ВМРО ДПМН уште многу години. Што не е добро за народот. Што не сакам да се случи тоа што не сакам. Што не сака никој. Фала, поздрав од Петар Христовски Пепи.
Поздрави, благодарам за јавувањето. Ние продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Овде кај рибарот, од најјакиот рибар у Македонија, ова што го прават, ова е се лопоблук, што кажуваме ние по стариве. Не са прикол за ништо. Например, еве, мене ми земале од телевизија, жената плаќа, и ги зема парите од тековна без опомена, без ништо, невестове. Тоа е нешто, па не да гласам, никад нема да гласам за овие. Ми ги зема парите, опомена не ми дојде. Да има тоа за телевизија, дали ќе ги враќат тие парите назад? Вака по ваше, што викате вие? Добро, да се задржиме денеска на темата која што е актуелна за денешното очи во очи. Да дај Господ да обстане, да дај, еве, јас се борам за моите пари, ми зема 3 дарки, али денци нека зема со тие пари. Така. Ајде, пријатно. Продолжуваме понатаму со следниот гледач, се задржуваме на темата која што е денеска дадена за очи во очи, дали случајот Мак Петрол може да влие и врз продлабочување на политичката криза. Да чуеме што следниот гледач на оваа тема ќе каже. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Видете вака, темата ја гледам. Јас сетам дека тоа нема да биде. Тоа ќе биде една моментална состојба, а влијание може да има само се оние луѓе што немаат ни грам мозок. Друго, ова е уште еден мајмурлок на најспособната влада на земјината топка, сончевиот систем и воопшто вселената. Меѓутоа, нема нагојести ова да му успее и дејти он сите средства ќе се послужи, почувајќи ги национални и такачки, само да остане да се спаси. Он знае многу добро дека од нова година таму некаде, он нема да биде премиер. Па него му е јасно многу убаво, меѓутоа се обидува со помош на луѓето што не размислуваат со своите глави, додека може да ја одговекува оваа работа. Сега, Мак Петрол. Знаеме ние многу убаво кој е Мак Петрол. Фирма се знае дека е една од носечките во Македонија и ќе покуша сега со телевизија Телма да стави под контрола, подмисли дека ова време што го има сега, дека е времето како што покуша со А1 да направи, меѓутоа времењата се менуваат. И тој човек нека не се занесува дека ќе владее милион години, како што они кажуваат, 1000 години ние ќе владееме, се знае човекот, се раѓа, живее, умира. Максимум толку живот. Завршена работа, па така е и со политиката кај нас. Јас уште ќе додадам, ако они биле способни како политичари и он, 9 години ќе имаше на лагер, да направи нешто за Македонија, меѓутоа тој направи ништо, 400.000 луѓе ги исели од Македонија, изврши егризација на Македонија, па и владава ќе кажам дека ова е емигрантска влада, ни еден скоро министр 90% од надвор. Ќе речеме Мизо, па Пеперски, вице-премиерот, Октерот и Пејачот и така натаму. Сите тие и Овојча Маркијева Груевски, сите тие се луѓе од надвор, тие се од Македонија, нема ли еден од Македонија. Па и Тавревски, па и Јанкулов, Карасатов, Брисел, па и Драгата Вијалков, Прага и сите се ред, тие се не се од Македонија тие луѓе. И дали се прашаме воопшто овие луѓе која води оваа држава, ова е емигрантска влада, ја. Може да завршуваме по полека со вашето јавување? Спаси тој, молам? Да, завршуваме, веќе свативме поентата која што сакате да ја кажете, да пренесете до гледачите кои што следат. Сакам да кажам дека ова е уште еден мајмунлок негов, да одуговлечи и он не сака лично се плачи од избори, од знае од нова година не е премиер више. Така, накратко нека биде тоа вашето мислење за денешната тема. Ви благодарам на јавувањето, да стапиме простори на другите гледачи кои што очекуваат слободна линија, за да може да кажат што тие размислуваат, колку случајот Мак Петрол може да влие и врз продлабочувањето на актуелната политичка криза. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден, јас се јавнам од Кумано, иначе Албанец сум бедеростен из Кумано, се јавнам, че овако со овој клучење што сте уклучили, увек е лучше држава смета некоја фирма
најсавремен, најонадано, кој не му иде по ними интерес, они ударав га и нешто видиш, мисли дали вако било, да пати и овој каже радници у таа фирма, плюс и народот, плюс и фирме кои взимају од вашу услужене дево болнице кои још ќе има последици, а посебно ви кажем дека јас сум као уменист од 93 година сум донел преку 2,5 милиона евра сум донел во Македонија. Tad sam postao kako kamen na ulicu, jedini Srbi što me podržava, pošto tamo sam doneo pomoći tamo kad im iš izbejiće na Hrvatske. Izbejiće, oni su mu podržavaju još, evo, i rekli su mu, ti će ostaneš na ulici, taj narod je vijeka izmešano, to su narodi vika koji njega interesira što je doprinjel, što je interesira njim interese, evo kao dujište u Legnasaga, Bože, na ovako, ono je ovo i napraviše Albanci za nigde. Za nigde Albanci ga napraviše. Tako isto u VMRO Legna, isto će napravimo ovako. I pojedini, i ovo je, što da samo isto imaju pojedinci, posebno Kumanovo, naš prezatelj, što je u Kumanovo, taj čovjek, uopšte ja ne bi ga državu, ni partiju, ni u predsjednik, ništa ne, uopšte doprinjel, samo gleda koga da hvati. Evo, zaposlio sve ljudi koji su, posebno da ne zborim sad samo Makedonci i Albanci, zaposlio, koji ne su bili po ulici, su merili ovoj, evo ja kao penzioner, sada sam penzioner, imam penziju, dete mi lega dobro, s penziju ranim ja moje dete sa 3 deca, s koji sam zaslužio sam, ustavili ljudi, česni ljudi u državu, kako neprijatelji, kako da kažem kako neprijatelji. Sakam da vi kažem da ta firma, koliko toliko narod će ima posljedice i radnici u ta firma. Pošto ta firmu koju znam ja od čak od Jugoslavije, koliko ja sećam se. I ne je bio firma loša po usluže, po gorbenom, po sve i sve, ali мафија не бира, тоа не само гледа да растои. Благодарам и вам за јавувањето, да привршиме со вашите јавувања, да оставиме простор и за следните гледачи. Ке ве замолам сите да бидете куси и да се придржувате кон темата. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до цела екипа на 24 вести. Ви благодарам. Кратко, 2 минути, значи, во врска со денешниот наслов дали случајот Мак Петрол може да влие и врху одлучување на политичката криза. Ова е последна алка на Синџирот, која што ќе се случува и која што долго време е планирана од страна на господата од режимот. Мислам дека неуспешно ќе заврши, затоа што господинот Андреј Јосифовски и неговиот тим е истиот оној тим од 93 година, кој што, истиот тој не спаси од било какво ембарго кој што беше и не очекуваше во време на нафтената криза. Кратко и јасно, тоа е акционерско друштво, кое што, има мнозински акционери, има ситни акционери, има крупни акционери. Исто до тоа можеше да се решава од 2006, 2007, 2008 година, за која што се теретат господата. А господата од власта, доколку беа малку попаметни, може да изиграат со купување на акциите од страна на незадоволните акционери. Акционери незадоволни, колку гледаме, со присила има многу мал број. Но, ова дали е во случај за заплашување на менаџерскиот тим и на господинот Јосифовски, преку тоа да се, затоа што господин Јосифовски не беше играч ни на опозиција, а најмалку на позиција. Неговото акционерско друштво. Посебно нешто што би сакал да кажам е дека сето ова е на сење на страф и магла во последните моменти на режимската власт, претходниот гледач што кажа емигрантска влада. Така да не е добро при последните удари, затоа што специјален обвинител и господин Јосифовски се 20 на обвинети кои што ги прочитавме и ќе завршат во притвор, тој ќе трае 45-90 дена. Меѓутоа, 2500 вработени, тоа со 8000 усти, просек по тројца во фамилија, ќе останат на улица. Заради што? Заради
некои си апетити од некоја режимска власт која што 10 години е страх и трепет за овој народ и го труи до 24 часа, 17 до 19 часа со вести кои што би биле во една нормална држава, ни би нарекол спореви вести, а камоли труење, би нарекол, не дај Боже, турски, индиски и шпански серии, па нормално дека никој од народот нема да се замара, нели зборуваме со сите оние епитети во наводници што им се даваат на успешни луѓе, без оглед, не реков конкретно за Андреј Јосиповски, за било до сега што се дешаваат, па не дај Боже зборувам и на вашата телевизија. Значи, кратко и јасно, само Господа ни даде сила и здравје на сите, така, да го преживееме овие 45 последни дена на овој режим, кој ќе остане жив, ќе присуствуваме на една нормална општество и демократија на секој еден граѓанин за гарантирана со устав. Благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето и за вниманието. Ние продолжуваме понатаму. Дали веќе имаме гледач на другата линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сања, поздрав за вас. Овој преходниот гледач многу црни сценарија искажа. 45 дена останало, она нема врска тоа. Како на социјалдемократите секој обвинение за нив е не е добро, судот не бил валиден, па кој е валиден во држава? Па и они не се валидни. Што се валидни? 10 пати губат на избори, сакаат уште да валидат. А Мак Петрол, ако била толку успешна фирма, како секој година крат пријава загуби? Избегува давачки кај државата. Затоа секој што одговара, што прави кривични дела, ќе одговара пред тоа да има јасно на нив. Па нека дојде и како сака обвинител. Кетно. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Дали веќе имаме гледач на линија? Ало. Се слушаме, повелете во програма. Добар ден. Добар ден. Ова е уште една мангуска игра на владата на Груевски. Меѓутоа, македонскиот народ е криза ова. Да беше ово, да се случува што ова во друга држава, ќе влезеа и за уши, таа мангопалија ќе испераа. Овој председателот на центар исто така после долго време го држи в затвор за тоа што направил наводно манипулации со акциите. Сега и со Мак Петрол и со така работа. Меѓутоа пак велам, народот е крив, никој друг. Кога беше случај со Македонска банка, судот, односно обвинител да се кажа од делото за Сараево. Па ако е тоа за Сараево дело, и ова е за Сараево дело. Толку од мене, благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму 0260919224 0260919225. Дали случајот Мак Петрол може да влие и врз предолбочувањето на политичката криза? Кое е вашето мислење во денешната очи во очи? Добар ден. Добар ден, Сања. Повелете во програма сте. Тоа е точно. Ова се работи намерно. Не може да биде нешто од 2006 па да денеска да се открие или вчера или завчера. Ова е целта на власта да пропаднат договорите од пржина од 2 и од 15 јуни или јули како беше, за да пропадне договорите и како што ми изгледа, тие договори нема да се обистинат. А ова со Мак Петрол нека се поразмисли малку, уопште државата нека се поразмисли. Ова беше да се повтори состојбата со А1, па и некне еден од гледачите што ви напишал романи за да ве тужи, поготово целата ваша телевизија и сите водители, така ли беше? Пред некој ден, еден од вашите гледачи. Добро, да не ги коментираме гледачите. Исклучувајте го слободно. Исклучувајте го. И ние гледачите се иритираме. Телевизија која што треба да се прати. Вие, Телма, Алзотем. Целта и Телма да се затвори. И тоа е. Не е случајот Јосифовски или не знам кој. Целта е да се затвори Телма. За да не се кажуваат вистините, да не загубат на дело. Толку, Сања, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Ние продолжуваме понатаму да чуеме кои се вашите размислувања околу случајот Мак Петрол. Добар ден за кого? Добар ден. Повелете во програма сте. Се јавам од Охрид. Поздрав до вас и до Охрид. Фала, зборувам во метафора. Николче Груевски за мене е Чарли Чаплин. Што сака да ја крени Македонија во воздух или Македонија него да го крени во воздух со вакви постапки?
Без такви изјави, јас ќе ве замолам во емисијата да бидеме малце повоздржани со некои такви метафори кои што вие ги кажувате. Толку што тоа е тоа. Ви благодарам тогаш. Што... За јавувањето ние ќе продолжиме со следниот гледач на линија. Добар ден, за кого? Дали се слушаме? Браво, Македонија. Добар ден, повелете во програма сте. Од Шипка врако Венство. Поздрав до вас. Самиот наслов. Дали е виц или е шега? Како може Макпетрол и нафтата да има врска со политичка криза? Кого ќе плашите со политички кризи? Во прашање са граѓаните, вре, оштети. Вака сега. Макпетрол е последниот диносаурус од монополи. Остана бидејќи е јак у два најважни бизниси за граѓаните. Оштетени за овие 25 години. Тоа е Гаста, 2006 година на криминален начин 50% од устата на граѓаните од буџетот или од Гама присвоија благодарение на Бучковски. Тоа е едно. Се извинувам. Смирете се полека. Значи прво Гаста, граѓаните оштетени, ќе излеземе со податоци колку милиарди се оштетени граѓаните. Најскапа Гаста, бидејќи 50% од приватен сектор Макпетрол 2006 година на криминален начин ја доби Гама. Ова е втор обид да се направи, да се искористи и да се наметне монополо уште да владее со нафтата и нафтените деривати. Меѓутоа, Лукоил, 90% луѓето кои полнеа од Макпетрол, сега полнат од Лукоил, се знае зошто. У однос на проценто на вода, у однос на се до сега што нудија, дојде конкуренцијата, значи. За една здрава економија мора да има и конкуренција. И, да завршам, не може последниот диносаурус со вакви игри да обстане. Да не забравиме, Екстрамейн, овде го браневте и браневте Екстрамейн. Што бидна со оваа фирма? Пепел. Исто така, само продолжете да го браните Макпетрол, а докажан криминал овој. Ви благодарам за јавувањето, ние ги поставуваме темите, вие давате ваше размислување, ние сме тука секако да го чуеме размислувањето на народот. Ви благодарам што се јавивте, што и денеска бевте дел од очи во очи. Ете, даваме простор на секој оној кој што сака слободно да го искаже своето мислење. Имаме време за уште гледачи. Добар ден за следниот. Дали се слушаме? 02-609-1924, веќе имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам да кажам. Повелете. Повелете, ве слушаме. Дека ова што се случува од Макпетрол е сосем оправдано. Само намалете го тонот на телевизорот за подобро да се чуеме. Да. Зошто? Затоа што не може една фирма како Макпетрол да стварува загуба, а тој што се служи со превоз на тие работи да стварува добивка. Многу е јасно дека парите се пребацени од Макпетрол на Оилко на сметка на приватни лица што стваруваат профит. Ова е исто како бомбите и треба јавното обвинителство да се позабави со оваа работа. Овдека не треба политизација, затоа што не може Макпетрол да работи со загуба, колку да створи 300 милиона добивка. Овдека е класична кражба. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Имаме ли време за уште еден гледач? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака. Најпрво сакам да ја прашам господинот од Штип што се јави, кого го нарече диносаурус? Господинот Јосифовски или Макпетрол? А вие не го исклучивте, му дозволите да зборува. Да се вратам на темата, значи Макпетрол од секогаш била и е една успешна фирма која што редовно дели плати на вработените, а сето ова што се прави сега во државата е една хајка која што несреќна ќе заврши за власт.
а не за Мак Петрол. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Вие бевте и последниот гледач за денешното издание Очи во очи. Ние го слушавме размислувањето на гледачите околу случајот Мак Петрол. Секако, најновите вести од Македонија и од светот и нешто повеќе за ситуацијата поврзана со Мак Петрол и ОКТА во Централниот дневник во 17 часот. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме утре во редовниот термин за Очи во очи.